Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот? Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенција на Радио Слободна Македонија. Ова е емисијата Вертикала. Јас сум Никола Србов. Денес ќе отвориме неколку теми кои можеби на некој начин ќе успеам се обидам да ги поврзам еден со други и да направиме една така поголема слика околу тоа што се случува во светот и што се случуваше во Македонија, како стигнавме до ова што денеска ни се случува во државата. Можеби малку ќе ви изгледаат раштркано темите, но сепак мислам дека ќе создадам, ќе направам една слика во која ќе се вклопат сите овие сегменти. Последниве денови актуелен нападот врз Сирија од страна на Соединетите Американски држави, поточно нели го нарекуваат нападот на Трамп. Така е сега актуелно се кажува во јавноста дека не е напад, како што до сега се вели од страна на САД, туку директно Трамп нарачал да биде нападната една воена база во Сирија. Многу интересно е тоа што се отвараат неколку прашања за овој напад од страна на Соединетите Американски држави, зошто токму во ова време, зошто Обама не го изврши овој напад, зошто го изврши токму Трамп, кој патем во предизборната кампања ветуваше дека нема да влетува во вакви, ајде да ги наречеме авантури, и нема да се меша во внатрешните работи на одредени држави. Зошто тоа се случи со предупредување на русите, на кои им беше кажано дека ќе следи напад кој се повлекоа. Зошто се случи токму во време кога во базата имаше многу, поточно немаше воопшто, немало војници, имало некој мал персонал, од кој 4 загинале. Зошто истото се случи додека кинескиот претседател беше во посета на Соединетите Американски држави, прва официјална посета. Зошто сега во овој момент Трамп се насочува кон Северна Кореја, едно прашање кое така беше подзаборавено во последниве години, беше трнато на страна. Зошто токму оди во Северна Кореја, која патем знаеме дека добива поддршка од страна на Кина. И на крајот се поставува прашањето што сака Трамп да постигне. Дали навистина сака да продолжи политиката на Соединетите Американски држави или едноставно фактот дека беше напаѓан за многу мека политика кон Русија, дека ќе спроведува мека политика кон Русија, при тоа има и обвинение дека бил еден вид на спроводник на руската пропаганда во Соединетите Американски држави, затоа официјално го обвинуваат во Соединетите Американски држави. И зошто токму овој напад се случи мал период пред Тилерсон да замине во посета на официјална Москва. Тоа е едната тема, прва која ќе отвориме. Втората точка која сакам да ја зборувам денеска е една книга издадена од страна на Фондацијата Отворено општество, поточно тука во Македонија преведена од страна на ФОМ, Фондацијата Отворено општество Македонија. Истата книга е преведена од сите фондации, така наречени Отворено општество, кои се собственост на Џорџ Сорос низ целиот свет. Книгата е напишана од Сол Алински и истата се вика Правила за радикалите. Оваа книга можам да слободно да ја наречам дека е Библија, мислам, ќе го извалкам името на Светото писмо, но ајде така да кажеме, ова е Библија за шарената револуција и за луѓето кои не веруваат во денешниот светски поредок, луѓе кои сакаат да создадат нов светски поредок, свет во кој треба да владее безредие, во кој граѓаните или луѓето треба да се сноѓаат самите, колку ќе успеат да се снајдат. Тоа е нели останува на нив, соодветно на тоа и дали ќе преживеат или нема да преживеат. Последниве денови во Србија ни се случуваат протести,
исти како што беа во Република Македонија, против политиката, против тоа се протести против победата на Вучиќ. Тие ги нарекуваат дека се протести против диктатурата, против политиката на Вучиќ, но реално се случуваат веднаш по победата. Тоа е третата точка која сакам да ја спомнам, и четвртата точка која ќе сакам да ја зборам денеска, а тоа е да направам, тоест оваа точка сега ќе навестам, а наредните мисии повеќе ќе разловам. Тоа е прислушкувањето во Република Македонија од 2001 година, тоест од 2000 година, и аферата која изби во 2001 година. Тука ќе одиме со една мала кратка пауза и веднаш се враќаме со ова што ви го навестив како теми. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во вертикала. Првата точка беше нападот на Трамп на Сирија. Ние изминатите пред падот на Берлинскиот зид, а веднаш по крајот на Втората светска војна, светот влезе во така наречена студена војна. Студената војна, сите знаеме што представуваше, не е да се подсетиме, се представува затегнати односи помеѓу двете светски сили, Соединените американски држави и тогашниот Советски сојуз. Денеска Русија е наследникот на Советскиот сојуз. Затегнати односи кои се рефлектираа врз политиката во целиот свет. Овие два блока кои го се подели светот во два блока, тоа е западен и источен, се поделија со така наречената железна завеса која ја нагласи Винстон Черчил во еден негов говор, кој соодветно ја одбележа границата по градови и по региони каде ќе поминува таа железна завеса, поточно сферите на влијание. Студената војна беше карактеристична по водењето на прокси војни помеѓу САД и Русија. Прокси војни, еве да ги објаснам и покрај што верувам дека вие знаете што значи тоа, е водење на војна помеѓу САД и Русија преку своји експоненти. Пример, две држави војуваат, едната е финансирана и вооружувана од САД, другата е финансирана и вооружувана од Русија, и на тој начин двете светски сили војуваат меѓу себе, додека невин народ гине. Многу интересно тоа што за време на владењето на администрацијата на Барак Обама, светот малтене да влезеше во нова студена војна. Односите помеѓу САД и Русија беа до тој степен затегнати да следеа, гледавме санкции, гледавме протерување на дипломати, гледавме еден вид на прокси војна во Украина. Имаше обид за неколку такви војни да се отворат и на други точки во светот, но за среќа тие не се отворија. За на крај во Сирија да не се води прокси војна, туку Русија конкретно да влезе со своји сили на теренот. Јас како историчар која беше влезот на Русија во Сирија, ме потсети на влезот на Русија во Авганистан, каде што ја изгубија војната, па сега преостанува да видиме како ќе заврши оваа војна. Со смената на Обама, кој патем доби Нобелова награда за мир, човекот кој го донесе светот до работ на нова студена војна, која можеше да ескалира и да прерасне во светска војна, и покрај тоа што некои теоретичари велат дека ние моментално се наоѓаме во војна, бидејќи на одреден дел на точки во светот моментално се војува, и ако сите тие војни се стават во еден контекст, ние можеме да заклучиме дека сме во еден вид на светска војна. Друг дел на теоретичари и аналитичари велат дека новиот тип на светска војна нема да биде таков како што го знаевме, како што беше првата светска војна во ровови или како што беше втората светска војна со фронтови, така поотворени. Нема да биде таков тип, туку ќе биде некој нов тип на специјална војна,
Па сега можеме да анализираме до другата година што се вели дали сме ние во војна или не сме во војна, но сепак официјално светот не е влезен во таков глобален судир и не е поделен како што беше поделен во Втората светска војна. И сега ако имаме еден човек, Барак Обама, кој доби Нобелова награда, како што кажа, за мир и кој го доведе светот на рап на нова војна. Неговата администрација ги доведе ги направи односите помеѓу САД и Русија такви какви што беа. За време на последните избори Доналд Трамп, кој доаѓа нели од спротивниот табор од каде што доаѓаше Барак Обама, вети дека тој тип на политика кој го водеше неговиот претходник ќе биде целосно укинат, дека нема да се меша во внатрешните работи на останатите држави низ светот и дека ќе ги повлече војниците од Блискиот Исток, дека ќе остави државите тамо самите едноставно да си суредуваат и сами да се договараат меѓу себе. За ваквата политика на Трамп и за овие ветувања беше жестоко критикуван во неговата држава и во западноевропските земји, претежно во земји кои учествува во војните на Блискиот Исток. Трамп победи на изборите и сега гледаме една нова политика од негова страна. Човекот едноставно го направи тоа што Обама немаше храброст да го направи, нападна воздухопловна база на територија на Сирија. Прашањето, како што го поставив на почетокот, зошто го направи тоа? Дали навистина сака да влезе во судир со Русија, која стои на другата страна, или си тера едноставно пиар? Јас искрено мислам дека со овој потек Доналд Трамп првенствено ги затвори сите усти на неговите критичари, со тоа што му најави на русите дека ќе напаѓа, очигледно дека не сакал да паднат поголеми жртви, со тоа што бил свесен дека доколку падне некоја руска жртва, дека односите ќе се затегнат многу повеќе. И кога ќе ја видите целата слика дека само 3-4 стари авиони биле уништени, дека од базата ниту пистата не била уништена, туку само како што можевме да видиме на снимките кои беа снимени, една дупка како на локална Скопска улица била направена и таа од Томахавка. Испукани биле 59 ракети. Ракетниот штит не бил нападнат, C-300 кој бил поставен во близина на базата. Ракетниот штит не се активирал и покрај тоа што имал информации дека ќе нападнат. Малце би звучало како теорија на заговор, но сепак би кажал дека Трамп едноставно нападна, не да направи штета, не да предизвика војна, туку на некои луѓе да им каже каде им е нивното место, дека Соединетите Американски држави се повторно светска сила број 1 и при тоа да ги замолкне неговите критичари ширум светот. Истото тоа се случуваше во истиот момент додека траеше нападот на базата во Сирија. Во Соединетите Американски држави на гости беше дојден кинескиот претседател. Соединетите Американски држави реално има голем проблем со Кина, која влезе жестоко во светската економија, со нејзината ефтина работна сила, со превземањето на американските корпорации и фабрики да работат и да отвараат погони и фабрики на нивна територија, да отвараат во Кина, каде ја користат ефтината работна сила, со тоа што многу американци остануваа без работа, додека во Кина се вработуваа за многу ниски пари кинези. Трамп во својата кампања кажа дека лебот од американските компании го јадат други луѓе, додека неговите американци дома седат без работа и без леб. Можеме да претпоставиме дека ова е едно предупредување до Кина за видина како ќе се поставува во економската политика во светски рамки. И исто така е многу интересно што токму сега испрати носачи на авиони и бродови, тоа се насочи или најави дека ќе се насочи кон Северна Кореја. Прашање кое беше затворено последниве 2 години, мислам дека воопшто не се ни збореше за Северна Кореја, сите заборавија. Северна Кореја е единствен сојузник има во светот, тоа е токму Кина. Со тоа што се насочува кон Северна Кореја,
тоа е дополнително предупредување до Кина дека доколку не ја смени својата политика во однос на економијата во светски рамки, би можело да се соочи со одреден, контролиран воен удар од страна на САД, не врз Кина, туку врз некоја незина држава. Тоа е така што го кажав претходно, тоа се тие прокси војни. Тука ќе одим уште со една мала пауза и веднаш се враќаме во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во емисијата, зборувавме за нападот, малку начнавме за нападот на Трамп врз Сирија. Заборавив да ви кажа на почетокот дека по сите овие точки кои ви ги навестив на самиот почеток на емисијата, дека во наредниве денови ќе повикам гости со кои детално ќе ги анализираме. Сега само нафрлам некои мои размислувања, а можеби ќе ве натерам и вас да поразмислите малце околу овие теми, ако не се сомневам дека до сега сте ги размислувале. Со текот на времето ќе се разјаснат, мислам дека сите прашања. Втората точка што ја спомнав на почетокот од емисијата е книгата Радикалите од страна на Сол Алински, која е Библија за Џорџ Сорос и за неговите експоненти во сите држави, вклучително и тука во Република Македонија. Оваа книга е преведена од Фондацијата Отворено општество, не се продава за пари, туку можете да си ја подигнете од нивната канцеларија која се наоѓа во старата Скопска чаршија, во кафичот Менада, на вториот спрат го држат Сорос, таму ги прават нивните пресконференции. Јас имам еден пријател кој е од Сорос, бидејќи јас си комуницирам со дел од тие луѓе, значи и покрај тоа што во јавноста мисла дека ние сме нешто закрвени, па се мразиме или ќе се тепаме, не знам што. Тоа одредени Соросови ликови мислат дека треба да дојде до таков судир. Имам пријатели кои се членови на Фондацијата Отворено општество или активисти во истата и го замолив дали може да ја земе книгата и да ми ја даде за да видам за што всушност станува збор, бидејќи навистина сакав да ја прочитам. И покрај тоа што имам нешто читано, бидејќи има и во PDF формат на интернет, но сепак јас хард копи, која ќе ја фатите вака во ракубо да видите за што станува збор, убаво можете да ги не знам, така сум научен јас од книга да читам, да ги разберете нештата. Човеков едноставно не верува во Бога. Океј, многу луѓе не веруваат во Бога, имаме атеисти, нивно право дали ќе веруваат или нема да веруваат во Бога. Човеков не верува во иднина. Океј, многу луѓе има што не веруваат во иднина. Не знам дали што се тие песимисти ли се, шо ли се едно. Но проблемот е кој човек е што сака да создаде еден нов тип на идеологија во светот. Јас пред неколку месеци велев дека сака да возобнови еден вид да направи интернационала, но ќе им се извинам на сите комунисти, бидејќи не мислев дека тој сака да ја возобнови комунистичката интернационала, туку сака да го превземе нивниот концепт, сите луѓе својата етничка припадност да ја стават во втор план, а во прв план да ја стават својата идеолошка припадност. Тоа е всушност, тоа представуваше интернационалата, комунистичка. Не се кажуваше кој од која етничка припадност, туку се кажуваше дали си комунист или не си комунист. Така беа поделени нештата. Овој човек сака да го направи истото, но во многу порадикални води влегува. Самиот ги критикува комунистите, ги критикува социјалдемократите, ги критикува демохристијаните, ги критикува конзервативците, критикува буквално се и кажува дека денешниот човек треба да заборави на историјата и треба да заборави на иднината и треба да го живее моментот и во тој момент да направи се што може и најопасното е да жртвува се што може само за да си ги задоволи своите моментални потреби и страсти. Буквално на таков начин е напишано во оваа книга. Тој вели дека
не треба да се навраќаме на историјата. Треба да заборавиме кои се нашите предци. Треба да се откажеме доколку е потребно од историјата и од нашето минато. Или јас како што ќе кажам, треба да ги убиеме нашите родители. Треба да заборавиме на традицијата. Треба да ја отфрлиме религијата. Треба да ја отфрлиме иднината. Човекот не треба да има план што ќе биде со него последна година. Треба да ги убие своите деца, пошто тие му се нели само пречка за да ги задоволи своите моментални страсти. Кога велам родителите и децата, правам паралела, родителите се минатото, децата се иднината, нели? Да ја елиминираш буквално се што за тебе било минато и иднина и да го живееш мигот во кој се наоѓаш и да ги направиш сите жртви, се разбира, не да бидеш ти самата жртва, туку да жртвуваш се што можеш со цел да ги задоволиш своите потреби. Во оваа книга се опишани како се создаваат лидери, како се прави тактика, како се има една глава образувањето на организатори, има една глава за комуникација, како организаторот или лидерот треба да комуницира со своите подчинети. Тактики ги спомнав. Има генеза на тактиката со овластувања, каде што кажува како се симнуваат влади, како се уриваат како се симнуваат, се уриваат легитимно избрани влади низ целиот свет. Ги објаснува сите акции кои беа спроведувани од страна на шарената револуција, само што ги објаснува во еден пофилозофски начин, не директно. Директното објаснување на тоа што го правеше шарената револуција го правеше канвас. Значи човеков дава една филозофска рамка на каде треба да се движат шарените револуции, додека канвас ги спроведува на терен. Значи делењето цветиња на полицијата, ставањето бакнежи од страна на девојки на штитовите на полицајците, не знам, покажувањето на стоењето со огледала пред полицајците, нешто што го гледавме во Украина и во Македонија. Сето тоа се тренинзи кои ги спроведува канвас, додека овој човек Алински го дава оној филозофскиот шмек, всушност ја создава идеологијата. Тој стои на цител згора, нели? Тој е креаторот. Тоа патем со полицајците мене ми беше како некој лудак кога удира некој, кога тепа жена или некој друг на улици, после му се извинува и го обвинува него зашто го тепал со зборовите гледаш ли што ме тераш, што треба да правам. За оваа книга имам соодветен соговорник со кој ќе зборувам идната недела и можам да ви ја препорачам да ја прочитате на интернет. Ќе ја побарате Правила за радикалите со Улалински, ќе ви искочи во PDF формат и слободно прочитајте и внимавајте што правите додека ја читате. Се надевам дека ќе ја сфатите поентата и кон што цели авторот на книгата. Исти вакви протести сега се случуваат во Србија. Многу беше смешно што веднаш откако беа објавени резултатите во Република Србија, искочија 20.000 млади студенти со парола дека бил спорен избирачкиот список, дека и од, не знам, објаснува од толку и толку милиони граѓани на Република Србија, на списокот има толку и толку милиони избирачи, што не е логично, ви звучи нели познато, истото беше и кај нас. На крајот заклучокот на студентите во Србија беше дека на избирачкиот список во Србија има фантоми. Ние во Македонија се соочувавме со 500.000 фантоми кои ги пронеде, опозицијата кажуваше дека посет на списокот, но на крај се испостави дека тоа е само една фарса преку која треба да се бараат избори. Почнаа во Србија да се вадат парола тој не е мој председател, како што имаше кај нас пароли за Ѓорги Иванов. Почна да се вадат пароли доле за диктатурата и слично нешто што го гледавме, истото го гледавме кај нас. Јас сметам дека во Србија има многу поголеми капацитети да се направи пред се во Белград критична маса да искочи на овие протести. Таму нема да бидат вклучени како што нас етнички албанци, бидејќи на тие простори веќе ги нема, Косово е на страна.
но затоа ќе имаме многу поголем идеолошки судир во Република Србија, толку она што беше во Македонија, а се наговестува дека ќе се шири кон Унгарија, бидејќи деновиве гледаме дека во Унгарија се протестира за законот кој беше донесен да се забрани универзитетот на Сорос во Будимпешта. Така да очекувам во Србија да гледаме многу поголеми протести. Крајната цел на овие протести ќе биде да се признае Косово, да се воведат некои одредени реформи во Србија. Може ќе се цели кон тоа да се даде повторна автономија на Војводина. Тоа е моја предпоставка. До сега не искочиле никој со такво нешто, но е предпоставка дека можно е да се искочи со такво барање, бидејќи протестите од Белград веднаш се прелеа токму во Нови Сад, во Војводина. И кога ќе погледнете во кои моменти се активираат овие протести и во Македонија и во Србија, ќе можете да заклучите дека шарената револуција се активира во моменти кога одредена политичка партија победува убедливо на избори. Што е поентата? Зошто, например, шарената револуција не се активира кога резултатите на изборите се пата-пата? Со тоа што преку револуцијата би дала поддршка на нејзината опција која поддржува и нејзината опција на тој начин би победила или би составила влада во Република Македонија или во Србија. Едноставно поентата е да не се дозволи една политичка партија да има целата да има стабилна власт во државата и да ги има конците во своји раце. Целта е да се предизвика пата ситуација, да нема стабилна влада, ниту една од политичките страни да не може да направи влада и на тој начин странците може да ви влезат во државата, бидејќи доколку во една држава власта е стабилна, а со чим е стабилна власта нема немири, нема начин и изговор поради кој би ви влегле на вас странците за да ви кажуваат што вие треба да правите во сопствената држава. Затоа, кога една политичка партија победува убедливо, се активира шарената револуција со цел да се предизвикаат предвремени парламентарни избори на кои со предизборен инженеринг ќе бидат доведени двете најголеми партии во пата ситуација, државата ќе влезе во уште поголема политичка криза како што е Република Македонија, да не може да се состави влада и на тој начин странците имаат изговор зошто би влегле во државата и зошто би ја спроведувале својата политика во соодветната држава. Толку едноставно и толку е прозирно што не знам дали воопшто народов, поточно овие кои ја поддржуваат шарената револуција, сваќаат или не сваќаат што прават на незината држава и нивните генерации во Република Македонија. Но книгата за радикалите не за џабе ја спомнав, тие луѓе скачаат на протести, го поддржуваат Сорос, бидејќи се спремни да ги убијат и своите деца за нивните моментални потреби. Тука одиме со уште една кратка пауза и се враќаме назад во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот? Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во вертикала и одиме со четвртата за денеска последна точка. Како што кажав и преска, сите овие точки кои ги начнав денеска на почетокот на оваа емисија, во наредниве денови ќе ги анализираме подетално со гости соодветни кои ќе ги повикам тука во студиото. Сега сакам да зборувам за прислушкувањето во 2000 година. Пред мене имам, вие тоа не можете да видите, пошто сме нели на радио, имам наслови од 2000 година од весникот Нова Македонија. Ќе ви ги читам само насловите, да видите како всушност нас ни се преслика истата ситуација од 2000 година во 2014 година, кога започна Заев да пушта така наречени бомби, незаконски снимени разговори и беше едноставно пробиен безбедносниот систем на државата. Значи, можеме да почнеме. Во еден број се вели, анонимниот извор му доставил нови материјали на Црвенковски. Прислушувани 70 личности.
ВМРО ДПМН ќе побара кривична одговорност од Чокревски, Верушевски и Добри Величковски. Внимавајте кои имиња се спомнуваат. Тука се и Чокревски, и Верушевски, и Добри Величковски. Вториов се уште е обвинет, тоест беше обвинет за пуч, но КТЦ Јанева го помилува. Прислушувањето, Лјупчо Ѓоргиевски вели, прислушувањето продолжение на обидите на СДСМ за рушење на власта. Доста Димовска вели, СДСМ сака со монтирано сценарио да ја урне власта. Се до падот од власта, Чокревски го следил раководството на ВМРО ДПМН. Ова е аферата Темел. Црвенковски спроведува вербален тероризам. Скажува доста Димовска. Антонио Милошовски. Црвенковски ја загрозува безбедноста на државата и на граѓаните. Борис Трајковски. Тоест за Борис Трајковски. Претседателот не може да амнестира непознато лице. Ова е интересен наслов, бидејќи тогаш Црвенковски не кажуваше кој е изворот кој му ги дава снимените материјали, а при тоа бараше од председателот да го амнестира изворот со цел тој да можел да искочи во јавност и да каже од каде му се материјалите. Пред тогашниот председател Борис Трајковски кажа, како што пишува и во самиот наслов, тој не може да амнестира непозната, анонимна личност и затоа помина целата работа како што помина, а таа анонимна личност беше Верушевски. Понатаму вели, лидерот на СДСМ ја проширува аферата прислушување. Анонимниот извор му доставил нови материјали на Црвенковски. Црвенковски појасни дека постои можност изворот да сведочи, но само доколку му се гарантира безбедност. Тоа е веќе што го кажа. Повторно анонимниот извор му достави материјали на Црвенковски. Лјупчо Ѓоргиевски вели случајот со прислушувањето мора да се расчисти. Бараме да се формира комисија која ќе го испита целиот случај, а која ќе може да биде предводена и од луѓе на СДСМ. Во оваа држава има многу структури кои можат да се пофала дека имаат можности да прислушуваат, вели Ѓоргиевски. Доста Димовска. Аферата прислушување е сценарио на опозицијата. Лјупчо Ѓоргиевски повторно. Прислушувањето продолжение на обидите на СДСМ за рушење на власт. Се додека не се докаже нешто друго, за главен организатор на прислушувањето во Македонија ќе се смета СДСМ. Ги поздравувам сите напори и идеи да дојдеме што поблиску до нашето уставно име. Ова е нешто друго. Ја дал изјавата дека држал некој друг говор. Продолжува со слушувањето на прислушуваните. И сега тука на сликата ги имаме Ристо Пенов и уште неколку други членови од страна на ВМРО ДПМН кои биле прислушувани. Димовска најавува кривична пријава против Томислав Чокревски. Тогашниот обвинител да се изврши контрола на ДБК за времето на Чокревски. Бучковски признава дека СДСМ не располага со нов доказан материјал. Тук имам, сега ви прочитав 30 на наслови, тоа е само еден дел од тогашниот печат, на кој начин се замајувала македонската јавност, додека се спроведуваше аферата Големото уво. И додека течеа овие дебати за прислушувањето, во истите весници наоѓаме: еден полицаец загина, а тројца се повредени. Полицаецот Миомир Стојановски од Крива Паланка почина неполн час по нападот на станицата над неговиот колега Давор Евросиевски од Тетово, извршена сложена хируршка ургенција. Ова е нападот на полициската станица во Теарце. Потоа, одговорноста ја презеве Косовската ОНВ. Во соопштение на ОВН е употребен гостиварскиот дијалект. Ова е всушност станува збор за комуникето кое го извадија терористите која нападна Македонија. Престрелка на патролата на АРМ со непознати лица кај Танушевци. Почитувани, на овој начин сакав да ви кажам, без мои зборови, туку преку насловите во тогашниот дневен печат,
Како македонската јавност, додека се занимаваше со прислушкувани разговори кои ни ги пушташе Бранко Црвенковски, во Република Македонија започна војната во 2001 година. Истото ни се случуваше во 2014 година, додека македонската јавност, господинот Зоран Заев ја забавуваше со незаконски прислушувани разговори, сакајќи да ја урне власта, нас ни се случи диво насилје во Куманово, каде што загубивме 8 македонски синови бранители кои ја бранеа оваа држава. Тоа беа 4 точки кои ги поставив за денеска, а како што веќе кажав, наредниот период ќе ги анализирам посебно со мои гости. Вие бевте на радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Никола Србов, датум на емитување 11.4.2017 година. Се најдобро, поздрав! Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.